Играта Лото е надеж за секој еден дека може од ненадеж да добие голема добивка и со неа да направи многу работи за кои што мечтаел во животот. Ова е дефиницијата за Лото 7 во Куманово за редовните играчи на игрите на среќа од Државна лотарија на Македонија. За Лото, кумановци велат дека од секогаш ја сметаат за семена игра, бидејќи во ливчето најчесто се впишуваат бројките кои го означуваат датумот на раѓање на членовите во семејството. Верувам во тоа дека многу семејства играле заедно и дека многу од нив практикуваат како своји омилени броеви да ги имаат датумите на раѓање. Така беше практиката кај нас. Значи, едно време беше, ако добро се сеќавам, Лото 5. Ние бевме четворица. Нормално ги пишувавме нашите датуми на раѓање. Сега борба беше за петиот број. Нормално таткото го кажуваше петиот број како најстар и оној кој го финансираше за тоа, за да бидеме учесници во секое коло на Лото. Мислам дека секое коло не испушта, моите родители посебно да не подсетат дека треба да одиграме некоја комбинација. Тоа е игра која така дава надеж дека секој еден може да биде среќен, да се стекне со добра наистина квалитетна добивка, а потоа тие пари како ќе ги распредели веќе самиот тој знае. Меѓутоа даваше некоја надеж дека може да се реши, да кажеме, стамбено прашање, дека можеби или ако некој веќе тоа го имаше решено да си купи убав автомобил. А тука беа и оние помали добивки кои што така имаме од нив добивано неколку пати, со кои на некој начин се повторно рефинансираше играта, се гледаше барем тие пари кои беа вложени да бидеме околу нула. Иако сепак ова игра може да се игра наистина одговорно. Одбирајќи игра со полн систем се избираат сите можни комбинации од 7 броеви кои се дефинирани со броевите кои се одбрани и одиграни. Скратените системи ги немаат сите математички можни комбинации од одбраните и одиграни броеви кои учествуваат во играта, туку играат, односно учествуваат само оние комбинации кои се дадени, односно дефинирани во самиот скратен систем кој е одигран. И денеска практикувам често да направам некоја комбинација Лото, а најчесто тоа го правам сега, во последно време во емисијата, заедно со моите гости, заедно со партнерот во емисијата, кажуваме така, броеви кои ќе им дојдат онак, одеднаш, па и од членови на екипата, бараме по некој бројче, правиме комбинации и истото ја препорачуваме на сите во сега. Не можеме да гарантираме дека токму таа комбинација ќе биде добитна, ама се надеваме. И тоа всушност представува оваа игра Лото. Надеж за секој еден дека може од ненадеж да добие една голема добивка и со неа навистина да може да направи многу работи за кои што мечтаел во животот. Тука си овие грепки, сега пробав една, исто така може да се играат одговорно, ги има различни, многу игри, има од парични награди до станови во Скопје, исто така, значи, некој начин да дојдете до сосема убаво изненадување, убава добивка, убава награда. Секогаш е вистинското време за уплата на вашите срекни Лото 7 и Джокер комбинации. Очекуваниот фонд за 7К е на 26 милиони денари. Со учество во игрите на среќа, учествуваш во градење фонд за инвестирање во општествено корисни цели.